лудило го зафати Охрид. Градот течи од сите страни. Во неподносливо топлите ноки, градот е буден 24 часа. Охрид деновиве е далеку од туристички бисер. Сликата е очајна. До утринските часови младите дивеат по кеот, пристаништето, не знаат ниту каде заспиваат, ниту каде се будат, легнуваат каде што ќе стигнат. Преполни и прекриени со купишта смет кои зад себе ги остава младата популација се и најзначајните културно-историски знаменитости во стариот дел на градот. Сред пандемија, кога државата е на прагот на четвртиот бран на ковид, концертите кои секојдневно ги има го преполна Охрид. Охриѓани се жала дека се подседативи, негодуваат дека поради прегласната музика со денови не ставиле глава на перница, грми од ривиерата и кафеаните. Градов Охрид околу туризмот што ги имат најдено сега, овие лоши работи, невеста прва вечер немат јадено тоа што треба да бидите. Така, да знаете, толку само. Од 29 јули до сега закажани се одржани повеќе од 15 концерти и 3 големи фестивали на отворените сцени и стадиони, не бројувајќи ги тука и секојдневните настапи на балканските пејачи во ноќните локали кои се буквално преполни. Да, во Охрид се претежно млади лица, кои што нормално и разбирливо се свртени кон забава. Од тамо произлегува и фактот што објектите кои што нудат забава навечер во периодот се полни. Сега се надеваме дека таквата гужва нема да прерасне да добие негативен ефект во работењето. 90% од програмата на Охридско лето се одржува внатре во црквата Света Софија со 30% исполнетост на капацитетот и 50% на отворените сцени. Така требаше да биде на сите манифестации во Охрид, вели директорката на фестивалот. Па искрено не сметам дека требаше да биде полн античкиот театар или останатите сцени каде што се одвива фестивалот Охридско лето, заради тоа што пандемијата се уште трае. Јас сум срекна што е поолабавено од минатата година, но сметам дека не треба да е цел капацитет исполнет. Дека организаторите на музичките концерти не ги почитуваат законските мерки за заштита на населението од заразни болести, потврдуваат и од пазарниот инспекторат. За време на продолжениот празничен викенд од 30 јули до 2 август утврдиле дека посетителите не носеле заштитни маски, не се одржувала дистанца и се надмила дозволениот капацитет на посетители. Поради тоа, издадени се 11 забрани за вршење дејност на организаторите на музичките настани, кои ги прекршиле важечките протоколи за заштита од коронавирус и организирале концерти во поранешната касарна, на градскиот стадион, на пливачкиот базен, спортскиот центар и пред охридските хотели. Издадени се и 28 прекршочни платни налози на 14 субјекти, а 3 угостителски објекти добили опомена за отстранување на констатирани недостатоци.